На Природно-математичкиот факултет, освен образовна дејност, започнуваат да се извршуваат и здравствени услуги. Ке се отвори нова современа лабораторија што ќе извршува молекуларни лабораториски услуги, онколошки анализи, а воедно ќе ги обучува и идните генетичари кои ќе имаат шанса практично да следат како се одвиваат процесите. Оваа современа лабораторија ќе овозможува прецизно детектирање на генетски мутации, клучни за изборот на онколошка терапија, прогнозата на болеста, а ќе се следат и проблематични бременности. Постои тренд да се користат тие анализи за предвидување на она што го викаме биолошкото однесување на туморот, значи како ќе реагираат на постоечката терапија, на таргетираната целна терапија која се почесто се применува за среќа и кај нас, благодарејќи на фондот, меѓутоа кој е исклучително скапа и во тој поглед без да се направат детални генетски анализи, користењето на таква терапија не само што е огромен трошок за фондот, туку може да биде проблематични за пациентот доколку ја нема мутацијата на која таргетираниот лек делува. Од Фондот за здравствено осигурување најави воведување на нова метода која ќе помогне во успехот на инвитро оплодувањето. Тоа е ПГД или предимплантацијската генетичка диагностика која се практицира при БПО или инвитро. Односно со земање на неколку клетки од ембрионот пред всадување, се утврдува дали идниот плод е здрав, односно дали имам генетски болести, со тоа се зголемува успешноста на бременност. Од соработката на Фондот за здравствено осигурување, Министерството за образование и Министерството за здравство задоволен е и деканот на Природно-математичкиот факултет, кој ја истакна важноста и посветеноста на проектот кој ќе го подобри капацитетот на онколошките анализи, а истовремено ќе се скрати периодот на чекање на клиниката за онкологија. Од Министерството за здравство, кој што изготвија решение, значи препознаа нашите капацитети и изготвија решение за да се вклучи во здравствениот систем на Македонија. Можеби најбитна работа е одличната соработка што имавме и ја имаме со Министерството за образование и наука, кој што изминатиот период вложи навистина сериозни средства заедно со факултетот, можеме да се пофалиме и која што можам слободно да кажам дека е една од најрепрезентативните лаборатории од таков тип во регионот. Граѓаните ќе имаат можност со оваа метода на ново генетско секвенционирање да испитуваат дури и до над 50 гени или пак цел геном. Вакви услуги досега беа достапни во МАНУ, Медицинскиот факултет, Фармацевскиот факултет, како и приватни лаборатории.